Кунфуто во превод не значи кинески боречки вештини, туку само е синоним за нив. Во превод, кунфу значи мајсторство постигнато преку напорна работа. Тоа значи дека воопшто не мора да биде поврзано со кинески боречки вештини, па ниту со било која боречка вештина. Например, може да кажеме за рокометар или за фудбалер што вежбал долго време, што се натпреварувал, што победил, не знам, трофеи што освоил со тимот и така натаму, дека има добар кунг-фу. Кувар, како Гордон Рамзи исто, може да има добар кунг-фу. Така да, кунг-фу е само дефиниција. Ако би можел да подобрам таа дефиниција, за кунг-футо би кажал дека мајсторството не се постигнува само преку напорна работа и упорна работа и конзистентна работа, туку и преку паметна работа. Така да, многу е важно за што сакаш да станеш мајстор во било која вештина и да имаш свои цели. Бејќи џабе ќе работиш долго време, џабе ќе работиш упорно и конзистентно, ако на крајот на денот таа вештина што си ја постигнал била вежбана на начин каде што не ти помага да ги оствариш твоите цели. Така да, се дур не се знаеш твојата цел, твојот кунг-фу нема да биде целосен. Така да, се надам дека ово ви помага и се надам дека вашиот кунг-фу ќе биде уште подобар.